Скопје денеска, според официјалните податоци, е најзагаден град во Европа. Скопјани со денови се гушат во загаден воздух. Затоа бараме прогласување на еколошка и здравствена кризна состојба во градот. Бараме да се донесе одлука со која намалувањето на загадувањето на воздухот се утврдува како приоритет. Да се даде приоритет на финансирање на мерки од градот Скопје, бидејќи досега не се инвестираат средства во проекти за почист воздух, а граѓаните се оставени сами на себе. Веројатно ова е поради изјавите неодамнешни на премиерот Мицкоски дека воздухот во Скопје, замислете, почист и од воздухот во Виена. Тоа мора да се промени веднаш. Веднаш за здравјето на скопјани, бидејќи за нив се работи за половина милион жители, деца, возрастни, млади. Едноставно, сите сме засегнати. Затоа советничката група на СДСМ и коалицијата во град Скопје поднесе иницијатива за свикување на вонредна седница на Советот на град Скопје. Бараме поддршка од сите советнички групи во Советот да ја одржиме оваа седница и да утврдиме заклучоци и итни мерки. На самата седница и ние ќе предложиме мерки. Бесплатен јавен превоз во деновите кога воздухот е загаден, да се побара од владата средства за бесплатни филтри на оджаците на големите загадувачи, пренамена на пари за прочистувачи, за граѓаните за еколошко грејење, да се донесе забрана за грејење со дрва и јаглен во подрачјата со достапно централно грејење. Понатаму, расчистување на дивите депонии на територијата на градот, миење на улиците, пари за еколошки проекти. Не може да има пари за милионски тендери за испумпување на парите на граѓаните, 9 милиони евра за само една фирма или 161 тендер за друга фирма, а да нема пари за здравјето на скопјани. Не може богатењето на поединци во власта да биде поважно од здравјето на скопјани. Да застанеме сите заедно на страната на скопјани, да делуваме веднаш.